Кон крајот на изминатата година, општина Бутел доби нов градоначалник. Граѓаните довербата му ја дадоа на Велимир Смилевски. Од новиот градоначалник, жителите на Бутел очекуваат да ги реши сите проблеми кои останале незавршени од претходно. За подетално да дознаеме што е направено досега, екипата на Прва Скопска ја посети општина Бутел. Се наоѓаме во општина Бутел и разговараме со градоначалникот на општина Бутел, господинот Велимир Смилевски. Темата на нашиот разговор ќе биде сработеното на градоначалникот во изминатите 100 дена. Градоначалник, најпрво да ви се заблагодарам за тоа што прифативте да го реализираме овој разговор и да ги информираме нашите гледачи и граѓаните на општина Бутел што е она што се реализираше во изминатите 100 дена од вашето работење. Благодарам и на вас што ми ја давате можноста да презентирам што изработивме во изминатите 100 дена ние како општинска администрација, затоа што мислам за почеток изработивме доста. Да започнеме најнапред со состојбата во индустриската зона Визбегово. Стопанствениците од Визбегово бараат подобрување на условите во индустриската зона. Што конкретно ќе превземете околу ова прашање? Па добро, имавме неколку средби и со бизнис заедницата и со градоначалникот на град Скопје. Имаме предлози кои што ги доставивме до градот Скопје и до владата на Република Македонија, каде што добивме широка поддршка околу промена на проектот за автопатот во Визбегово. Тоа е изградбата на еден брз пат кој што во изминатиот период бил планиран како автопат и тоа не одговара на економската зона, затоа што со голема брзина ќе се поминува низ целата економска зона, приклучокот ќе биде само на 2 места, треба да се градат многу нови патишта и целосната инфраструктура да се промени. Добивме одобрение за да може да направиме нов план, проект и тој автопат да се претвори во еден брз пат или булевар. Со тоа, ние како општина си ги презимаме сите инфраструктурни проблеми да ги решиме, како поставување на нова атмосферска канализација, бидејќи нема нигдека во Визбегово, дополнување на фекалната канализација и поставување на нова водоводна мрежа, за да може да бидат задоволни сите во таа економска зона. Добивме и одобрение исто така од владата, кое што ќе го финансира Министерството за транспорт и врски, изработка на нови планови за целото Визбегово. Во моментот постојат 14 делови од Визбегово, кои што во моментот само еден е уцртан со план, останатите блокови ќе ги уцртаме и сме сигурни дека економската зона ќе биде права економска зона со зголемен потенцијал на бизнисмени. Рековте дека ќе им излезете во пресрет на стопанствениците од индустриската зона Визбегово, меѓутоа пред извесен период се случи и донација од стопанствениците, односно Сдруженијето на стопанственици, што точно беше донирано и како ќе ја продолжите соработката со нив? Како што кажав, веќе со Сдруженијето ние сме и партнери, затоа што мораме заедно да комуницираме и да соработуваме. Од нивна страна беше донирана една опрема за нашите служби чистачите, за да може да ни помогнат во однос на снабдувањето на тој сектор. Инаку ние како општина во досегашниот период немавме таков сектор, туку се зима луѓе по потреба. Веќе е формиран таков сектор. Од економската зона, значи, добивме 30 работни оддела, 30 лопати, 30 на гребла. Со тоа им заблагодарувам на луѓето кои што направија нешто што е потребно на општината, со тоа докажаа дека се општествено одговорни и се надевам дека во наредниот период ние како општина ќе им ги исполниме нивните барања кои што се наша обврска. Се вклучивте и во акцијата за чистење на просторот околу аквадуктот. Се надевам дека таа опрема што беше донирана од Сдруженијето на стопанственици беше искористена и таму. Да кажам дека е делимично така, луѓето беа облечени во таа облека, но како што и на претходното прашање одговорив, општествената одговорност на фирмите кои што се во Визбегово се појави повтор пат. Како партнери ние се договоривме колку е можно ние да можеме да го исчистиме делот околу аквадуктот, се разбира да
не направиме или оштетиме нешто што е многу значајно за Република Македонија и за регионот, но се надевам дека ќе имаме поголеми активности со тоа што премиерот на Република Македонија, министерот за култура, градоначалникот на град Скопје, конзерваторскиот тим ќе учествуваат во една поголема акција. Се разбира дека и бизнисмените кои што сака нешто да направат, ќе направиме уште една нова акција и почињаме еден голем проект, реставрација на аквадуктот. Инаку морам да кажам, се околу аквадуктот е наше, само аквадуктот не е на општина Бутел, но ние како најблиска општина превземаме обврски да во наредниот период обрнуваме поголемо внимание. Имаат обврска нашите редари кои што работат од сабајле од 7 до 22 часот, минимум 4 до 5 пати да го посетат аквадуктот, за да не се случи она што во претходниот период се случуваше од неодговорните луѓе, да исипуваат шут или да прават некои други работи. Заради тоа, во наредниот период тоа ќе биде и обезбедено. Се надевам дека ќе имаме и 24 часовна заштита на тој објект. На почетокот од вашето работење рековте дека ќе се погрижите, нели, дека ќе го подобрите уличното осветлување во општина Бутел. Какви мерки превземавте околу ова прашање? Па да, горчливиот проблем на општина Бутел и на граѓаните кои што живеат во незе е осветлувањето и чистотата. Во врска со осветлувањето можам да кажам дека сменивме повеќе од 900 сијалици, реновиравме неколку сијалични места и поставивме нови сијалици со проекти како што и доликува на секоја општина. Со тоа не значи дека ги завршивме сите наши обврски, остануваат нови обврски кои што во наредниот период преку нови проекти и изнаоѓање начини и средства тоа да го реализираме. Иднината на општина Бутел ја гледаме со поставување на нови LED сијалици и со поставување на смарт системи каде што ќе имаме штедење и квалитетно осветлување во општината. Почнавте со реконструкција на улиците во Бутел, веќе е реконструирана и улицата Љуботенски пат. Кои други улици се реконструирани и колку ќе се реконструираат понатаму? Добро, значи беше дел од улицата во Љуботенски пат, тоа е еден крак од 200 метри. Таму беше поставена целосна реконструкција и тротоар, кој што е во должина од 190 метри. Улицата е технички све спремна за асфалтирање со оглед на временските услови. Се надевам дека наредниот месец од кој ќе почне да работат асфалтните бази ќе биде асфалтиране. Исто така со улица број 3/2 во Визбегово е целосна завршена со реконструкцијата и е спремна за асфалтирање. Во наредниот период ќе имаме уште многу проекти околу асфалтирањето, затоа што веќе почнавме да изработуваме. Во Визбегово ќе асфалтираме 2 до 3 улички, да кажам дека добри 2 километра асфалт ќе потрошиме. Во селото Радишани исто така ќе изградиме нови улици кои што проектите се више и завршени. Се надевам дека тоа ќе ни биде основа за да ги вратиме луѓето кои што живеат од тој дел или се наоѓаат. Ќе имаме една улица во Љуботен и ќе имаме доста тротоари низ општината Бутел. Веќе и со УНХЦР разговараме за изградба на еден тротоар од бегалскиот камп до Визбегово, кој што е негде околу 700-800 метри. Имаме доста улици кои што треба да се реконструираат, затоа што општина Бутел изградена од 63 година па навака. Имаме улици кои што веќе добри 50 години се реконструирани. Ќе пробаме, значи, оние според оштетеноста да ги вратиме во добра состојба. Во текот на вашето работење се соочивте и со потешкоти во Советот на општина Бутел, односно имаше неочекуван пресврт кај двајца советници. Како се справивте со оваа состојба? Добро, очекувавме нешто такво, бевме спремни. Со односот на советници покажуваше дека мора нешто да се случи такво, но и повторно сум благодарен до совеста на сите советници кои што се појави за време
на гласањето на буџетот и на донесувањето на програмата. Имавме седници каде што без разлика на политичките препукувања или игри кои што ги имавме околу формирање на Советот, најдовме начин, го донесовме буџетот, тоест прво програмата, потоа буџетот. Еве во текот и на оваа година веќе избравме и председавач на Совет и за прв пат имаме и заменик градоначалник во општината Бутел. Со одлука на Советот на општина Бутел во детската градинка 11 октомври се воведи двосменско работење. Дали имате информација колку дечиња посетуваат и дали воопшто се одржува оваа втора смена? Да, ова е новитет кој што ни наложи Министерството за образование. Направивме една анкета каде што 35 дечиња беа пријавени од страна на родителите за втората смена, но се надам дека во наредниот период ќе се зголемат, бидејќи обврските на родителите и обврските према децата ги имаат распоредено според градинката и ќе овозможиме веќе во 2 градинки на територија на Бутел да имаме двосменска работа. Околу новогодишните празници имавте доста активности. Избравте најубаво украсен двор, а првачињата си добие пакетчиња. Дали понатамо ќе продолжи оваа практика? Како што кажавме во изборната кампања, тоа што е добро продолжуваме, тоа што мислиме дека треба да го додадеме, ќе го додадеме. Со тоа ја продолживме традицијата на општина Бутел, избравме најубаво украсен двор и новитетот кој што беше околу подарување на пакетчиња на сите првачиња кои што се ученици во основните училишта во општина Бутел. Со тоа докажавме дека нема избори на одредени деца или нешто за да ги одвоиме децата дали на партиски, дали на верски, дали на друга основа. Мимо тоа, значи, кога ги поделивме, им организиравме една прекрасна представа каде што децата сум сигурен дека ужива и со она што имам информации до ден денеска го кажуваат на останатите дечиња. Се надевам дека до година ќе бидеме подобро организирани, ќе почнеме и второ оделение, и прво и второ, но мислам дека ова беше една добра основа за да почнеме. Додека збориме кај уредените дворови, да се заблагодарам на добитниците на наградата, кои што беа хумани и наградите ги доделија за хуманитарни цели. Ги поддржавте културните манифестации, како што ветивте и на самиот почеток од вашето работење. Се одржа одбележување на 108 годишнината од раѓањето на Никола Јонков Вапцаров, меѓутоа воведовте и една нова манифестација, тоа беше Есенскиот базар. Што се случуваше токму на овој базар и дали можеби ќе ни откриете кои други културни манифестации ќе ги има понатаму во општина Бутел? Да, значи со самото моје доаѓање во рокот една недела организиравме еден есенски базар, кој што мислам и би сакал да биде традиционален, затоа што на тој базар се презентираше рачната изработка на луѓето кои што живеат во Македонија и надвор од Македонија. Имавме гости од сите соседи на Република Македонија. Есенскиот базар беше организиран во 2 дена, каде што имаше и културна презентација и базар кој што луѓето може да си купат производи кои што не може секогаш и секдека да ги најдат. Во првиот дел и базарот се случуваше во црквата Свети Спас. Таму беше и културниот дел каде што ни помогна и пензионерите од општина Бутел, има една своја точка околу нивното, се надевам, ново игрорско друштво Бутел и хорот на општина Бутел. Заради тоа сум сигурен дека наредната година ќе ни прерасне во традиција и ќе го организираме многу повеќе. Кога збориме за патронатот на општината, го организиравме на начин на кој што доликува, положивме цвеќе, младите представници од училиштата рецитираа песни, имаше и песни од хорот на пензионерите на општина Бутел, така да почит према нашиот патрон го имавме по повод 108-миот роден ден. Се надевам дека
во наредниот период ќе организираме многу повеќе вакви манифестации. Општина Бутел ќе организира многу интересни работи каде што ќе обрнеме внимание на нашата традиција и се она што се случувало во претходниот период, заради тоа што Бутел е општина која што е рурална и многу блиску се селата во нашата околија. Ќе ја представиме традицијата, се она што се случувало во изминатиот период. Се вклучивте во кампањата во зима со велосипед на работа. Колку вие практикувате да возите велосипед? Па да бидам искрен, многу малце со оглед на врските кои што сум ги имал во претходниот период. Многу ретко само за задоволување на домашните потреби со децата. Можеше да се случи некојаш да повозам велосипед, но еве веќе 2 петока идам со велосипед на работа. Сакам тоа да ми стане навика, веќе 2 петок идам со велосипед и моите работни обврски ги обавувам тој ден со велосипед, идам на посети по училиштата. Сигурен сум дека во наредниот период тоа ќе го направам за да ги поттикнам и останатите вработени тоа да го прават. И сум сигурен дека е добра работа, не само да биде како светски ден, да биде секој петок како некој ќе иде по вера, некој по ова, некој нека иде по здрав живот. Во изборната кампања ветивте многу проекти за жителите на општина Бутел. Ќе ни кажете што ќе реализирате во текот на оваа 2018 година? Па се надевам дека 2018 година ќе биде година на инвестиции во општина Бутел. Како што кажав и претходно, ќе градиме улици, тротоари, ќе изградиме детски игралишта. Се надевам дека ќе изградиме поликлиника или амбуланта во општина Бутел. Ние преземавме во врска промена на детален урбанистички план. Сегашната амбуланта да ја претвориме во поликлиника, каде што ќе биде донација и собствено значи на владата на Република Македонија и Министерството за здравство. Потоа ќе го почнеме проектот, се надевам дека ќе имаме можност да завршиме до крајот на годината училиште во Визбегово. Отвараме нови градинки во училиштето Климент Охридски во Бутел и подружницата на училиштето Климент Охридски во Визбегово. Таму имаме едно училиште мало кое што има 12 на дечиња, останатите ученици ќе ги претвориме во градинка. Мислам дека тој капацитет ќе биде и премал за населението кое што живее таму. Така да мислам дека на целата територија на Бутел ќе бидеме распространети со потребите на дечињата. Освен за проектите за кои што разговаравме со градоначалникот Велимир Смилевски, општина Бутел во изминатите 100 дена се насочи на реализација и на други проекти, како што се ораторска вечер за проектот Млади лидери, новоотворената линија за јавување на граѓаните за намалување на загаденоста на воздухот. Беа одржани и трибини и средби со стопанственици, како и земјоделците од општина Бутел. Отворени денови во општината за учениците од основните училишта, како и за граѓаните кои имаат идеи за нови проекти. За крај да кажеме дека за општина Бутел изминатите 100 дена беа исполнети со многу активности и многу работа. Општината секогаш ќе биде отворена за соработка со своите сограѓани, бидејќи само така ќе продолжи да се развива и гради и ќе биде убаво место за живење за секого.